Благодарам, Ане, за најавата. Како што можевме да видиме денес од временските услови, наместа со врнежи од дожд, меѓутоа наместа со сонце, а сонцето сите го сакаме. За некоја минута Јане ќе биде со нас во студиото, па ќе разговараме какво лето не очекува, дали може да очекуваме многу сончеви зраци и топлина која што е карактеристична за нашата Македонија. Меѓутоа, колку што е убаво сонцето, колку што витаминот D ни е потребно за здравието, за коските, ни е потребен тој витамин, толку од друга страна во последниве години сонцето и ќе кажам дека стана непријател на нашата кожа, затоа што се почести се случаите на појавата на карцином на кожата, позната како меланом. Од тие причини заедно со нас денес доктор Весна Пјаковска од Аџибадем Систина, специјалист по дерматовенерологија. Добро утро и добре ни дојдовте, докторке. Добро утро, добро ве најдов, благодарам за поканата. Така, ќе зборуваме за жал еден многу чест канцер, меланом, а не верувам дека постои човек кој што нема на телото бемка, младеж, невус, секако ги нарекуваме и ние и вие докторите. Меѓутоа, за жал, она што е знак на убавина, некогаш може да биде навистина и опасно, да, и да предизвика големи проблеми. Ајде прво и за сите наши гледачи кои што може би и овој термин го сретнале, меѓутоа нели и не му обрнале многу внимание, што всушност представува меланом? Па вака, меланомот всушност представува најтешкиот, најагресивниот тип на тумор, односно рак на кожата, кој што има една силна клиничка прогресија, велиме, и за жал се уште една многу висока стапка на смртност. Овој меланом е и еден од најагресивните тумори воопшто кои што може да се случат во организмот. Настанува од така наречените меланоцити, односно од пигментните клетки кои што ние нормално ги имаме во површината на кожата, меѓутоа тие исто така се наоѓаат и во очите, во мозочните обвивки, како и во слузниците. Така да овој агресивен тумор за жал може да настане и на скриени места во човечкото тело, кога тешко може да се препознае, за жал во многу понапредни фази. Меѓутоа, се она што се случува на кожата пак не овозможува нели навремено да биде и да може да биде откриено и препознаено. Меланоцитите ги споменав, значи како клетки од кои што настанува овој тумор, се нормални клетки кои што ги имаме и кои што го носат пигментот во себе. Тие во одреден период од животот понекогаш можат малигно да се трансферираат, односно да преминат во малигни клетки, ненормални клетки да растат. Поради откочување, велиме, на одредени механизми, односно една комплексна интеракција која што може да се случи во организмот поради генетска предиспозиција од една страна, од друга страна пак поради комплексноста на надворешните фактори. Инаку што се однесува до појавата на меланомот, значи во светски рамки може да кажеме дека инциденцата, тоест појавата е на многу високо ниво, значи во континуитет расте и за жал кај се помладата популација, така да според некои податоци од Светската здравствена организација, односно според така нареченото Здружение Глобокан, односно тоа е една светска обсерваторија за канцер, во светски рамки се повеќе расте бројот на заболени од меланом. За жал. За жал, така е, и особено постои оној познат епидемиолошки тренд дека појавата на меланом е поприсутна кај белата раса. Да, и сега во однос на ризик факторите, значи, нели, лаички народот во се верува. Па така, нели, порано било, да речам, дека оној кој што има помногу бемки на телото, дека е со поголем ризик фактор, или пак дека може би има некаква си наследност во целата работа, или пак премногу изложување на сонце, одење на солариум. Што од ова е вистина, што од ова е мит? Сето ова што го споменавте е вистина. Е вистина, за жал, да. Да, значи народот она што го зборува е точно. Да, во најголема мерка е вистина, меѓутоа може би треба да разбиеме митови кои што се во други насоки. Во случајот за ризик факторите ќе кажеме дека постојат, како и кај сите други малигни заболувања, постојат два вида на ризик фактори, од кои што едните се карактеристични и специфични исклучиво за домакинот, односно за човекот кој што може да го добие ова заболување, а другите пак се оние кои што се од надворешната средина, односно од околината како фактори. Така да ако
ако се обидеме нели да ги објаснеме кои се оние кои што се карактеристични само за домакинот, односно за човекот кој што има меланом, ќе кажеме дека тука е на прво место можеби фамилиарната предиспозиција, односно по анамнеза, по анкета ние знаеме дека луѓето кои што имаат меланом во блиската фамилија имаат блиски членови кои што исто така имале меланом. Значи наследуваме кожа и од родителите? Практично ние ја имаме предиспозицијата, велиме. Да. Не ја наследуваме болеста, меѓутоа имаме предиспозиција. А дали тоа ќе се случи во текот на животот зависи од другите фактори, од она што пред малку го споменавме, од одредени интеракции кои што би можеле да бидат на некој начин откочувачки механизам за добивање на карцином на кожата. Од друга страна споменавте за бројот на бемките. Навистина постои ризик фактор кај луѓето кои што имаат поголем број на бемки. Се смета дека оние кои што имаат повеќе од 50 на број бемки се во поризична група. Исто така луѓето со светол тен, значи со светла кожа, светли очи, односно плави и зелени очи, со руса и црвена коса, се повторно во ризик групата. И онаа кожа која што многу полесно е црвене, тоа гори на сонце кога ќе биде изложена, за разлика од кожата која што многу нели потемнува, полесно потемнува кога ќе биде изложена. Така да и ова е поризична група на луѓе кои што би можеле да бидат предиспонирани за да го добијат карциномот. Но исто така и типот на бемките, спомнавме за бројот, и типот на бемките. Постојат така наречени атипични, односно диспластични, уште ние ги нарекуваме. Тоа се оние бемки кои што не наликуваат на нормалните бемки. Значи, самата нивна форма е поинаква од она кое што ние очекуваме да го препознаеме како нормално на телото. Сега како да се плашиме или не се плашиме кога да направиме преглед, која бемка можеби одстапува од нормалната бемка? Така, сега ќе го објаснам, само би сакала да ги споменам и надворешните фактори, бидејќи ги спомнавте, да не ги испуштиме, кои што мислам дека се исклучително важни. А тоа се нели ултравиолетовите зрачења, ултравиолетовите зраци всушност и солариумот, да не го заборавиме. Ултравиолетовите зраци се оние кои што се од видливата светлина и кои што допираат, нели, од емитирани од сонцето, допираат до површината на земјата. УВБ зраците се на прво место, кои во најголем дел допираат до земјаната површина, и тие се оние кои што се, да кажеме, кривци за подцрвенување, односно пак добивање и тен на кожата. УВА зраците се оние кои што се на некој начин тие кои што прават фотостарење или фотоејджинг на кожата, и УВЦ зраците кои што се најопасни зраци, меѓутоа тие се оние кои што за среќа се блокирани од озонскиот слој и не стигнуваат до површината на земјата, а во последно време се зборува и за инфрацрвените зраци кои што исто така имаат едно фотооштетувачко дејство на кожата и можат исто така да предизвикаат карцином на кожа. Се во однос ме прашавте на и солариумите исто така, нели не сакам воопшто да ги испуштам, затоа што мислам дека се исклучително важен надворешен фактор, бидејќи кога зборуваме за внатрешните фактори кои ги споменавме, ќе кажеме дека ние не можеме скоро ништо да промениме во однос на внатрешните фактори. Значи, тоа е една генетска предиспозиција, ние имаме во себе и не можеме многу да влијаеме. Генетиката треба да ја почитуваме, да кажеме. Меѓутоа, она што е надворешен факторите, како може да влијаеме, односно да делуваме, да превенираме, да се превенира, нели, во однос на тоа. Значи, така да солариумите за солариум големо не. Еве начи гледачи да знаат. Дефинитивно големо не. Затоа што постојат бројни светски истражувања, особено направени во Америка, во Минесота пред повеќе од 10 години, кои што докажале дека луѓето кои што во повеќе наврати се изложуваат, значи, на солариуми, на такво сончење, имаат за 75% зголемена можност да добијат карцином на кожата во текот на животот. Огромна бројка. Така е, и тоа за жал кај младата популација, значи е поприсутно. Така. И сега како да препознаеме која бемка е критична и дека треба да се појавиме на преглед? Така е, значи она што треба секој од нас да го практикува или да го знае, тоа е можеби
будноста, свесноста за тоа како нашето тело изгледа, како реагира нормално, како нели поинаку во однос на да кажеме секое едно заболување носи промени на телото, па така и промените на кожата се барем лесни. Очекуваме дека се лесни, нели, се препознатливи затоа што може да ги видиме со голо око. Всушност се она што ќе настане како нов момент на нашата кожа, претходно не сме го имале, туку ќе го видиме на кожата каде што претходно не било, значи се појавила деново велиме, тоа е промена која што треба да ни биде еден сигнал за да се јавиме на лекар. Од друга страна пак, на промените кои што ги имаме на кожата, односно бемките, доколку забележиме било каква промена во однос на нивната велиме на нивната нормална, на нивниот нормален изглед, исто така е сигнал да се јавиме на лекар. Сега постои едно познато, да кажеме ABCD правило, кое што ние го користиме се уште во едукација на општата популација. Во кратко ќе го објаснам, значи кога наблюдуваме една бемка, всушност водејќи се по ова правило, тоа ABCD правило, се акроними од англиските зборови за асиметрија, граници, боја и димензија на бемката. Така да доколку наблюдуваме една бемка, ако замислиме една линија која што поминува низ самата бемка, која ја дели на два дела, би требало да постои симетрија помеѓу овие два дела. Доколку тоа не е така, рачунаме дека имаме асиметрична бемка и затоа имаме сигнал дека таа бемка може би е опасна бемка. Доколку ги наблюдуваме границите на бемката, како е таа во однос на околината и забележиме дека постои некаква назабеност, нерегуларност во однос на околината, исто така е сигнал. Доколку постои промена на бојата на бемката, значи нормално ние кога наблюдуваме една бемка, таа би требало да е кафејава, темно, светло кафејава, максимално црна, меѓутоа забележуваме максимум две бои кај една бемка. Ако забележиме појава на повеќе од две бои, особено на бела или на црвена боја, повторно имаме сигнализирање за опасност на бемката и велиме диаметрот, односно еволуцијата како бемката се развива. Ако таа почнува да расте, или значи нагло се зголемила во однос на претходно, е знак за одење на лекар. И сега препознавањето дефинитивно, тоа е стравот кој што можеби ќе се разбуди нели кај секој од нас, меѓутоа препознавањето, дијагностиката ја треба да ја постави во секој случај лекар. Не треба да губиме драгоцено време во однос на тоа кога ќе ги забележиме овие знаци да се јавиме на лекар. Тоа го правиме ние дерматолозите во прва линија, да кажам, кога ќе се јави пациентот на преглед. Прво што правиме е дермоскопскиот преглед, значи тоа е она алатка која што ни помага да можеме да ги препознаеме комплетно структурите на бемката. Имаме една номенклатура или азбука, да кажеме, специфична на читање на типот на бемката каква е и да можеме да ја групираме дали станува збор за бенигна, односно безопасна промена, која што вообичаено велам дали ви пречи или не ви пречи. Ако ви пречи, наоѓаме најсоодветен минимално инвазивен начин да ја отстраниме, или пак ако не пречи, доколку не пречи, во тој случај велиме со здравие да ја носиме, нели? Меѓутоа, ако имаме една група на бемки кои што ги класифицираме како бемки кои што се потенцијално ризични, во тој случај се одлучуваме дали ќе ја отстраниме или ќе ја следиме во краток временски период и онаа група препознавање на што е можно порано на евентуално постојање на меланом, каде што требаме најбрзо да интервенираме, односно да го отстраниме меланомот од кожата. И сега тоа многу важно прашање. Порано меѓу народот беше ако има некој бемка и така, немој, не чепкај и така. Какви се сега ставовите на дерматолозите? Дали доколку некоја бемка е бемка која што често ја рануваме, која што често е подложена на сончеви зраци и така, кој е вашиот став? Дали треба таа бемка да се извади или треба вистина да биде немој, не чепкај? И мој став, и мислам дека дефинитивно на секој лекар ставот е дека таа бемка задолжително треба да се извади и тоа е токму тоа е мит кој што треба нели да го надминеме, дека
не ја допирете бемката, да не ја разлутите, да не се случи нешто лошо. Напротив, значи задолжително треба да ја отстраниме. Кога ќе отстраниме бемката и тоа да се отстрани во здраво, ние ја испраќаме на патохистолошки, значи на патохистолошка верификација, каде што ќе се потврди за каков тип на бемка дефинитивно станува збор. Меѓутоа, нема опасност доколку се отстрани бемката. Спротивно. Што доколку е малигна? Не ја оставиме, доколку не ја отстраниме и ја оставиме, тогаш веќе може да биде поразително. Меѓутоа, отстранувањето ќе ни ја даде вистинската дијагностика, со дијагностицирањето ние ќе имаме правилен пристап како понатаму ќе лекуваме. Доколку станува збор за меланом, значи за најстрашното велиме, доколку станува збор за меланом, и меланомот може да биде имаме различни категоризации на меланом. Ако се открие навреме, значи се отстрани навреме, може да е меланомот во почетен стадиум, кога е најтенок, велиме суперфицијален, значи кој што го зафаќа само површинскиот слој на кожата. Во тој случај со хируршката интервенција ние практично комплетно и тераписки сме делувале кај пациентот. Значи во комплетно сме го отстраниле и со тоа сметаме дека сме го решиле комплетно проблемот. Меѓутоа, доколку пак меланомот е во некоја понапредна фаза, кој што може да опфати дебелината практично на туморот, е таа кој што ја одредува и прогнозата на болеста. Значи, доколку е подебел туморот, во тој случај по добиената хистопатологија и по соодветниот стейджинг, да кажеме, односно степенување во кој стадиум е тоа заболување, се превземаат соодветни тераписки модалитети. Меѓу кои што освен хирургијата, за жал, не секогаш во напредните фази е доволна, така да во понапредните фази имаме и дополнителни терапии. Меѓутоа, велите се лекува. Доколку е навреме. Навреме реагира. Доколку е навреме, така е. Се лекува и понатаму. За среќа, ние сега имаме и иновативни лекови кои што се присутни и во нашата земја, значи во светски рамки веќе ги имаме пред неколку години, меѓутоа и ние не, мислам и ние ги имаме тие лекови веќе на нашиот пазар, кои што се и во лекување на метастатскиот меланом. Целта е да превенираме да не дојде до метастатски меланом, затоа што сепак стапката на смртност е значително поголема доколку се открие во понапредна фаза. Колку порано го откриеме, толку можноста за излекување е поголема. Така. Колку е во подоцнежните фази, тогаш на некој начин за жал се бориме за години на преживување. Сега, докторке, со оглед на ситуацијата со COVID-19 во вашата установа, предпоставувам има можност за онлайн консултација, ако не за онлайн лекување, нели? Меѓутоа, сепак за вакви работи да се консултира човек и се, како може да се дојде до вас? Постои, значи, како новитет во нашата болница се вклучи онлайн консултацијата. Предходно се закажува термин, значи преку бројот во нашата болница. Со закажување на термин пациентите имаат можност да стапат во одредени дејности, да стапат во контакт, директен контакт, односно видео релација со соодветниот доктор, кој што ќе може да им помогне, односно да им одговори на поставени прашања што ги засегаат во одредена област, така, за здравјето, и да не се дозволи да дојде до одредени компликации. Така, ако имаете од нашите гледачи некои побарувања, нашата редакција ќе биде достапна да посредува. Вам ви благодарам, некако и можеби календарски летото уште не ни е дојдено, меѓутоа со оглед на тоа дека очекуваме, се надевам и поубави температури, посебно некаде по оваа недела. Верувам дека и на сите гледачи добре дојдени им со овие совети за тоа како треба да постапуваме со сонцето и колку треба да сме внимателни со солариумот. Се, нели? Тоа треба да го одбегнуваме, меѓутоа и оние добро познати што препораки да се штитиме на сонце, да нанесуваме заштитни фактори, да бидеме облечени, практично механичката заштита е таа која што нели е многу важна, со лесна ткаенина, но густо ткање, да сме заштитени, заштитни наочари, шапки, нанесување на заштитните креми на секои 2 часа. Се препораки кои што треба дефинитивно да ги практикуваме. Многу ви благодарам за гостување. Ви благодарам и вам, и навистина ми беше пријатно и чест што сум овде денес со вас. Драго ми е.